Небогор, Брицо, момче со бујна кардава коса. На Зафиризуица син Елиот. Роден и школуван во нашиот град. Воден од желба, идеал и ум. Продолжил во револуционерниот пакт. Рама до рама со Ванчо Брегет, со македонските херои славни, со напредна мисла и идеал смел, се внел целосно во Виоров рел. Вогнот чекорел смело, ни за миг да се поколева за своето дело. Секретар на Националниот комитет, учесник во НОВ, член на СКОј, а во тајните кружоци на дружината работеле на илимденските идеали и днината. И го положи својот живот, краток, суров, но полн со елан за слободна Македонија, за мир и хармонија. Гордо аманет ни остави да истраеме, да ја надминеме секоја пречка, храбро и јуначки без да се покориме, можеме се, ако сакаме и ако се бориме. Втората награда под шифра Патриотски Шекспир и се доделува на ученичката Сара Ангелова. Ја повикувам да ја прочита својата творба. Повели Сара. Стихови за Брицо. Брицо, свеќа која горела 4 децении. Пламен кој распантел стотици импресии. Човек со голема визија. Сон за делчарска мисија. Пораснат во скромност, изразнат во духот на автономност. Од Зафира и Зуица научил многу, но за самостојност живеал најмногу. Неговиот сон е јасен и воопшто не бил страсен. Сакал Македонија слободна да ја види и нашата македонска судбина да ја предвиди. Со стремеж силен станал член решителен. На револуционерното движење нишан и грмеше жителен. Се смета за прв борец, истакнат делчевчанец и политички творец. Денес името негово го величам и учам да разграничам што е деец, а што погрешен веец. За Методија учам и можам да заклучам дека моето училиште името негово со гордост го носи. А во дворот споменот него вечна емоции во срцата наши роси. Сега патрон бележиме, почит кон него сакаме да забележиме. Сакаме да го поздравиме, за неговото име вечно да го славиме, а неговото дело никогаш да не го заборавиме. И првата награда за најдобра литературна творба под шифра Надежна и се доделува на ученичката Искра Георгиевска. Ја повикувам да ја прочита својата творба. Повели Искра. Методи Митевски Брицо. Трчам по непозната улица. Ме пече сонцето право во јаболкници. Трчам, но ме пребари стигот. И уште трчам, а ете веќе е вечер. Ме заведе кај лениот Делчевски пат на вечерта на 15 април 24-та. Слушав детски плач. Се завртев и почнав да се движам следејќи го, но секогаш доаѓаше од различна страна. Застанав, слушав и се прашував. Чиј глас ме мами така слепо да го следам тоа милозвучно цимолење? Чиј глас ме тера да следам нечии стапки? Чиј? Тогаш опекотните на образите од сонцето уште повеќе се вжарија. Слухот ме се изостри, слушав срцебиење. Но не знам дали беше мое или не. Само со сигурност знаев дека не беше туѓо. Го чувствував близко до себе, а сепак знаев дека не е моето срце тоа што ме гребе. Тогаш месечината светна силно како сонцето. Земјата се отвори, а ја се разводив дома и слушав само птичи разговори. Каде е гласот што беше како песна за ушиве мои? Зошто се разбудив пред да го најдам? Дали талкачот на сонови повторно со цимолење во некога ще ме спои? И така секоја вечер на сила порано склопував очи, втиснувајќи желба под перница да сонам, да ја решам мојата недоумица.
На 38-та вечер повторно се најдов себе си трчајки. Но овој пат на различна улица. Наместо сонце имаше виулица. Се јави гласот, но тажен беше. Сега моето срце се разбунтува, а другото се смири. Не знаев што да правам, ко камен на гради да носев. Не минеше ни секунда, а да не се потресев. И повторно месечината силно светна и мислев дека е крај, но на небото се проектираше слика од патриотски рај. Се покажа снимка од животот на големец македонски. Го проследив животот на борецот за независна Македонија, на револуционер, патриот, добар човек и предсена македонец. Методи Митерски Брицо, со право име на многу училишта од кој нашето. Методи Митерски Брицо, глас и чекор за следење. Секоја вечер ќе сонам за тебе и твоите дела, дури и преку ден. Сепак, носител сум на твојот ген. За Брицо. Во продолжение, ќе ја проследиме модната ревија, подготвена од учениците од текстилната струка при СОУ Мама Брицо Зелчева.